Некогаш за некои грешки добро е да простиш, ама не и да заборавиш. Музика? Едноставно сакам успешни мажи. Тоа ме привлече. Амбициозно. Не мора да е само за музика, зашто и да. Имам претходни врски, сме завршиле на многу спокоен и мирен начин. Здраво, чао. Не значи дека мора на турбофолк да се забавува човек, може и на народна музика. Журките ми се другиот баланс на одење во кафана. Смислата на животот е да си правиш да ти биде убаво. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Добро вечер Македонија, добро вечер македонски народе и добре дојдовте во уште едно ново издание на вашето омилено Старс шоу. Вечерва за прв пат во нашето студио имаме гостин кој што владее со клупската сцена ширум светот во комбинација со оперска и поп пејачка и кабаре изведувач. Ве молам еден огромен аплауз за Александар Галовски и Полина Тасева. Добре ни дојдовте официјално за прв пат во нашето студио. Заборави во најавата да кажам убави, млади, згодни. Како се чувствувате денес? Убаво сме се собрале, убави, млади, згодни, сите ние тука што сме. И благодариме за поканата пред се. Ти Галовски ќе кажеш нешто или ти ќе останеш воздржан? Посебно ми е драго што сум дел од најзабавната емисија и шоу во Македонија. Одлично дружина, позитивна енергија. Така е, чекај, доправа почнува. Еве јас како ми тргна со грешење на најавите, мислам дека добри ќе бидеме понатака. Полина, морам да го пофалам уште на почеток затоа што си ни дама и си ни гостинка, секако ќе почнеме со тебе. Морам да го пофалам твојот изглед. Ти секогаш имаш така некој интересен стил на облекување да човек штом те види не може да не му паднеш во очи. Прво како фигура, а потоа и нели загласовните способности. Кажи ми што е она во која облека се чувствуваш најмокно? Дали во она која што ќе истакнува повеќе атрибутите или? Искрено, се што ќе видам вака на излог или било каде во продавници, точно знам што ќе ми стои пример и како би изгледала во тоа парче и само се купувам, си имам многу гардероба и си ја носам по мој вкус буквално. Инаку за комоција, да, исто гледам да ми е комотно, и да не е некогаш, нели сцената или емисиите треба да се представиме посценично. Ама јас прашав во што се чувствуваш најмокно? Најмокно, еве во црвената боја. Црвената боја. Добро. А Галовски не е како Саша Матич. Секогаш со наочарите, фала му на Господ што добар му е видот, добро гледа. Ова е само имидж, да не помислите дека е нешто друго. Не знам дали знаеш кој е Саша Матич. Да, мора да знаеме. Добро. Чисто онака ја само да кажам, ова е само имидж како што кажав, немаш никаков проблем. И заштита од уроци. Ти значи не носиш црвени гајки против уроци. Строго црни. Строго црни. Добро, сега тука сакам уште на почеток да кажам, заради тоа што двајцата наши гости некако ни се антитурбофолкери, а кога ги спомна веќе на очарите морам да кажам нешто. На очаре црне, уđe по бели цвет. Како? Сега се прашувам што вас ви доаѓа луѓето кои што не сакате да слушате турбофолк музика, така кога некој ќе ви запее, нели одите по кафана, нели знаете да се развеселите на нешто? Јас искрено често практикувам кога сакам да се опуштам, додам баш стрикно во кафана, а не негде во некој локал, не знам. Љубител сум на мезе, ракија, добра народна музика. Турбофолк, па не знам што да кажам, не значи дека мора на турбофолк да се забавува човек, може и на народна музика. Дали била српска, народна, македонска и ред други. Така е. Да. Што ќе кажеш ти на ова? Ќе останеш Исто јас. воздржан исто? Журките ми се другиот баланс на одење во кафана. Идам редовно во кафана, се дружиме со друштво, знаеме да овие анти-турбофолкери редовни во кафана. Да застанеме во кафана. Не значи дека мора да биде турбофолк музиката. Делам исто мислење како Полина. Ама битна е дружбата, нели, таму може да биде староградска музика, македонска. Да, таа е многу убава музика. Да. Така е. Сакаме и почитуваме. Која сама нарачува пијачка, самата музика. На која песна кршите чаши? Кршите ли чаши? Па не кршиме, ама знаеме да оставиме бакшиши да се распееме. Добро, на која? Подрум одам мајче.
Знаеш да ја запееш Полина? По друмо да мајче, по другом шета. По друмо да мајче, по другом шета. Ке прашав кај конобарот сега, ке нарачавме пијачка. И така. Бакшижот оди кај Полина сега, браво, Ја секој мислам ја дека чест. после ќе одиме во кафана и ќе ја нарачаме оваа песна и ќе закршиме нешто. Не е И проблем. бакшиш ќе се стави. Таман и емисијава се ќе трае запише 3 дена. Ти ако мислиш кафаната тука да ја правиме, Ивкова може слава, ќе да. Зашто ќе да трае не, 3 дена. што? Јас тука сакам да кажам дека на Галовски му беше пред неколку дена роден ден и толку себично не донесе ниту едно парче торта, а праша што има за мезе со виното. Да, ова е Денот е многу убав и затоа нема да ти се налутим, ама не кажувам дека и следна година ќе поминеш исто. Да, ова е осудување, можеби носиме торта после емисија, ќе видиме. Јас не ја видов. Да, и се радување. И се радување. Добро. Тука сум со огромна поддршка, јас. Секој Јас стигне на време. Од твоја сум мислам дека не носи. Кажи ми што е искрено срцето ти посака за оваа година, ама не да ми кажеш нешто на професионален план. Па да, желбата е на професионален план. Затоа А, одма те пресеков. Чисто да бидеме живи и здрави, пошто сите желби кои сум ги имал замислено како дете да ги постигнам и успеам, ми се реалност. Јас сум човек кој кажува дека сите желби кои ги имам замислено и посакано, сите ми се исполнени. Браво. Да, блазесите, дај Боже на сите да им се исполнуваат така. Јас викам вака, нема желба што не може да се оствари, само треба вистински да се верува, да се сака и да се работи на неа. Да, Така е, дефинитивно. Посветеност. Така. Добра цел. А затоа што ни беше исто така пред неколку дена и големиот празник наш христијански Прочка, сакам тука да ве прашам, знаете ли да простите и знаете ли да побарате прошка од некој, еве од Полина би тргнала? Јас мислам дека најголемата доблест и тоа што нашата вера не учи да се простеваме, да се проштеваме и да не ги памтиме за лошите работи, едноставно да бидеме човечни, да се простуваме. Така е, апсолутно. Галацки, ти што ќе кажеш? Исто мислење делам. Ти со цело време Полина, исто да. мислење делиш. Да. Работим Добре. иста бранша, Да. веројатно поради тоа, да. Убаво е да се прости, да имаш спокој и мир самиот на себе. Некогаш за некои грешки добро е да простиш, ама не и да заборавиш со кого имаш работа. Леле, пазете, значи каде грешите. Иначе не знам што има врска истата бранша со истите размислувања, ама добро, ќе го оставиме. Веројатно дека имаме сделки со некоја слична маса на луѓе. Да. Можеби тоа. Добро, фер. Уште на почеток, пред да го започнеме ова снимање, во разговор со тебе ми кажа дека имаш многу потешко работно време, односно дека имате многу потешко работно време отколку останатите луѓе, да кажам, што работат од 8 до 16 часот. Па сега еве би ве прашала вака. Доколку ви е тешко работното време, па што не се запослите во јавна администрација, седете и играете она играта со картички, што? Не ми иде со карта. Не респект и почит за сите кои работат напорно и даваат максимум од себе за да изгледаат нели семејства, фамилии, да школуваат деца. Никогаш не сум се пожалил и сум рекол дека Лаже дека екстремно не се ми е тешко. Секоја работа си има своја тежина, мислам дека. Работното време секако е малку секогаш е трета смена, да кажеме, поголем дел од работните часови се трета смена, преку лето некогаш имаме онака дневни настапи, ама знае да биде напорно затоа што возиш на настап, треба да се спремиш, остануваш вечерта биолошки, нашето тело е нели мораш да одмараш навечер. Па во фабрика, пример, во полиција, во болница, знаеш Па, дека третата верувам- смена е најплатена. Плюс Верувам нашето дека и на тие луѓе им е тешко. секоја работа си има Добро, своја да. тежина, дури сакам да кажам и за тие луѓе што кажав дека работат од 8 до 4 играат карти, и на нив не им е лесно. Да седиш и да немаш работа, Треба да тоа не е победиш. лесно. Реално Па не е, зборам. да. Нас мислам дека тоа што ни е лесно во нашава ситуација, затоа што ја работиме работава, односно со музика се бавиме и ни е пред се задоволство тоа. И на почеток може би да изгледа дека е што не чека сега до прва работа, ама додека се качиме на сцената. Кога веќе сме на сцената, се заборава и како музика.
си оди работата. А кажи ми, колку пример е тешко да се излезе од таа удобна, комфорна зона, затоа што примерите конкретно во твојот случај, работата со кабарето, вработеноста во тоа кабаре, знаеш дека петок и сабота си таму. Точно, да. Колку е тешко да излезеш од таа комфорна зона за да го направиш нештото што пример ти повеќе би го сакала да го правиш? Нормално, нели, во секој период од животот си имаме нека комфортна зона, претходно ми било едно нешто, сега ова. Исто ќе кажам затоа што ми исполнува сцената, бидејќи нели кабарето не е само да излезеш како на обична свирка со бенд, да настапиш и да нели да е таков тип на свирка, тезга. Тука има театар, има играње, пеење и не го гледам се уште како комфорт, едноставно ми е стварно голямо задоволство што сум таму. Па здравје Боже се, колку можеме ќе бидеме присутни. Добро, ќе зборуваме и за другите работи, само претходно сакам да ве прашам. Дали почесто знаете да излажете за да не кажете некоја вистина, да не повредите некој? Или сепак преферирате да бидете искрени без разлика како тоа ќе влијае на другиот што ќе го слушне нештото што е кажано? Па мислам дека да бидеш искрен зачува време и нервози кои секако ќе се десат, ќе се случат. Кога тогаш? Да, кога тогаш, да, ќе ти се врати како бумеранг. Подобро е да си искрен, онака и директен. Навремено. Можеш да заскриеш нешто, ама на крајот не можеш да се носиш со тоа, мора да го кажеш и да си олеснеш. Добро, сега тука имам една твоја изјава. Галоски, никогаш не се споредувам со домашни артисти и јас сум најдобар во Македонија. Па сега јас тука би те прашала, ова е твоја изјава, јас која што ја слушнав, кажана од твоја уста на едно интервју кое што го имате правено. Момент, прашањето да ми го слушнеш само. Зошто е ова твое мислење? И кажи ми, од каде имаш толку голема самодоверба и што за тебе значи успешен диџеј? Успешен диџеј. Океј, вака да се вратиме назад на Ајде, прашањето. таму кај што те здоболе. Ајде, повели. Не ме здоболе, воопшто него интересно прашање и секогаш ќе го одговорам. Јас за себе секогаш имам единствен надпреварувач против кого се борам секој ден, тоа е сопствената индивидуа. Гледам секој ден да биде подобра и посовршена од она од претходниот ден и тие се секојдневни борби. Мислам дека најтешката борба што секој од нас ја има е да биде подобра верзија од самиот себе. Јас знам што вложувам во себе и во кариерата, работам веќе 20 години на сценава. Знам какви бројки, какви успеси сум постигнал, кои мислам дека да престанам да работам за електронската музичка сцена, не зборувам за диџеи од другите жанрови, строго за електронската сцена, познавајќи ги бројките и параметрите земени, мислам дека 10 години наредни дека не може никој да ги совори. И стојам позади таа изјава и слободно нека иде у ветер. Браво, бре, Галоски, секоја чест. Значи, јас требало само прашањето да го погодам за ти вака малку да ми вратиш контра, реплика, чекај малце, кој ти кажа тебе така? Кажи ми мислење за Никифор. Па, одлично мислење, колега. Немам никакво лошо мислење за било кој од колегите во Македонија. Сите се бориме за една подобра сцена. Никифор е доста време на сценава во Македонија, има доста принесено за клубската сцена во земјава и е одличен диџеј. Добро, ти благодарам на одговорот. А сега тука имам едно прашање и за Полина. Како што споменав и претходно, на многу интервјуа до сега имам слушнато каде што кажуваш дека сакаш да се занимаваш со оперско пеење, но сепак се занимаваш со поп музика, со кабаре изведби и така натаму. И па сега од оваа страна сакам да те прашам зошто не го работиш тоа што го сакаш? Кој предизвик, што е она жртва што треба да направиш за да го почнеш тоа што вистински ти исполнува? Како што нели ме праша и двете работи секако ми исполнуваат многу во мене. Чувствувам желба и за двете работи, за двата жанра да ги пеам. Едноставно не се вработи во опера, каде што таму и ми започна нели на сцената првите моменти. И затоа што не се вработив, почнав во кабарето и така некако сами си дојдоа работите да се наместат вака како што се. И си викам така треба да биде. Што не значи дека нема да пеам операта. Во иднина. Да. Така, јас и во кабарето пеам, во опери, две ари имам, што ги пеам. И да, задоволството е огромно и се надевам дека наскоро ќе застанам и на македонската оперска сцена.
Слушајќи ги сите интервјуа, читајќи ги сите тие пишани интервјуа со тебе, си викам девојчето толку да сака да пее опера, да не го прави тоа, зошто, што ја спречува? Пример, го правев сега, не, ама планирам пак да го правам. Добро. Мене тоа ми беше исто како некако слично како јас сакам да правам забавна емисија, ама правам политичка заради тоа што гледачите ми ја бараат, ма не бре, ќе си најдам начин. Народна да правиш, мислам, фолк емисија. Да. Тука негде се. Споредбите, ама добро, мислам. Фала Богу што сум талентирана и за едното и за другото, ми прави моментално секако задоволство и поп музиката и тоа што настапувам и во кабарето и на други места. И ќе видиме што ќе се случи следно. Добро, како и да ти си пример и премногу млада, операта пример е многу посериозна, како да кажам. Тука имаш движења кои што од таа страна никогаш не би ти го дозволила самото. Секако дека и сега се почна нели со опера и понатака може да се бавиш. И за моментално за сценава каде што сум, на оваа моја возраст, мислам дека можам да го дадам баш токму сега максимумот. Па здравје за понатака, до операта се надам нема да е доцна. Галеске, ти многу често знаеш да кажеш дека во Македонија многу малку луѓе знаат кој си ти, што правиш, со што се занимаваш, со кои луѓе се дружиш, со кои луѓе делиш, со кои светски артисти делиш, сцена и така натаму. Од тука сега ми е прашањето. Тоа е заради тоа што ти лично не сакаш да го споделуваш тоа, медиумите се тие кои што не ти даваат доволно простор да го промовираш нештото или луѓето се тие кои што не се заинтересирани да слушнат. Не паметам дека сум дал таква изјава. Пази што кажуваш, Иванче, ќе го најде. Дека не ме познаваат тука во Македонија. Мислам дека во рамки на диџејството. Не те познаваат во Македонија. Не знаат точно кој си ти, што работиш, не дека не познаваат, не знаат кој е Галовски или слично. Океј, се извинувам, погрешно вратам. Нема никаков проблем. Извинувањето прифатам. Па има работи на пример за кои не знае сцената тука. Еве, само последниот месец назад имам работено за артисти како The Weeknd, David Guetta, Tiesto. Мислам дека и редовно кажувам дека работам за Тиесто и артисти како Армин ван Бюрен, последно исто во последниот месец. Tomorrowland ми се партнери веќе неколку години, околу 4 години соработувам со нив, добив и статус као идна звезда од нив и огромна поддршка. Соработувам со доста големи брендови од нив. Да, значи не е ниту до тебе дека ти криеш нешто, ниту до медиумите дека не пласираат, ниту дека до луѓето што не сакаат да слушаат, туку само не си ги можеби поварување на пазарот, мислам дека си го прави самиот свој. Добро. Полинче, твоја омилена пеачка, како што имаш кажано, нема да те прашувам за дали луѓето те знаат или не, ќе те прашам само, имаш кажано дека една од твоите омилени македонски пеачки е Маја Оџаклиевска, па јас би сакала тука да ја слушнеме мојата омилена песна од неа, таа е многу солзи исплакав. Маја е одличен вокал и секако мислам дека е тоа што го постигнала е одличен пример за нас пеачите. Затоа што изгледала прекрасно и звучи прекрасно со нејзиниот волумен во гласот. Ајде сега тебе да те слушнеме како. Многу солзи исплака, 100 пати те проколна, врати ми ја младоста, ти си моја судбина. Браво, Полина, мислам дека време е да наздравиме со ова наше прекрасно винце, живели да сме живи и здрави. Прекрасен вокал, како што кажав, а тука ќе не поддржите нашите Шато Ризов, кои што се спонзори на нашата емисија, а воедно ви припреми и по едно винце за дома да си го испиете со луѓенца кои што вие сакате. Би се допадна виното? Преубаво. Македонија има. Дали ќе го подадеш на Полината? Мола, многу ми е краток устанок, не можам да. Ете така. Тука сакам да ги поздравам секако и Државна лотарија на Македонија, кои што порачуваат на сите вас да ги уплатите вашите 7 стрикни лото броеви, секако да не заборавите да предизвикате среќата и со некој од нивните инстант лозови. Тука оваа прилика ќе искористам да кажам дека минатиот гостин кој што беше во нашата емисија си добиите како добра парична добивка. Тука имаме исто подароци за нашите гости, кои што ќе предизвикаат среќата со
со државна лотарија. Одлично. Повели, ти благодарам многу на асистенција. А сега одиме со нашите рубрики, почнувајќи со Жешка енигма на Ангела. Добро ми дојдовте, драги гледачи, во уште една Жешка енигма. Денеска баш се жешки моите гости, имаме црвена комбинација, тука мене ми прави джиш, али ќе видиме како ќе се озвива енигмата до самиот крај. Што мислиш, дали ќе те победи во играва? Претпоставувам дека да. Предпоставуваш? Јас спремив игра која што ќе биде и за двајцата подеднакво тешка или лесна, зависна. Тука имаме 15 стихови од песни, кои што се отсликани во стикери. Значи како емоджис. Од емоджис треба да составиме и да кажеме за која песна се работи. Ги има и од поп музиката, има и од народна музика. Па сега ве предизвикувам да видиме. Електронска нешто. Од електронска заборавив да ставам. Не знам што би ставила, повели едно звонче вака. А бело знаменце ми По две се во ливча. Значи, кој што прв ќе се досети, може да задзвони со звончето како храната да е готова. Ајде. Одиме со првото. Како наставничка, јас вака ќе ви покажувам. Имаме сонце, имаме X, имаме грејење, имаме ладно. Ова е ознака за грејење. Која е ознака за грејење? Ова е ознака за грејење. Парно. За парно, кој дома што... Браво, без да зазвони, браво Полина. 1-0 за Полина. Второто, чувај си го звончето, ќе ти треба, да. Ова е прашалник, мислам, знаете што е, да не ви објаснувам. Ајде, можеш. Чека, ова е втора некоја песна? Ова е втора песна, да. Значи со Лозанот завршивме, сега имаме втора песна. Калиопи. Звончето да Тоа го би требало користиме. Полина да знае. Каде нешто? Каде е моето лето? Не од Калиопи. Чекай се. Ова е зачудено нешто. Да, а каде оти? Нешто не. Имаме љубов, имаме прашалник. Значи може Па неколку да, нешто да, ова што имам е на летано стара на песна. да. Не е бато, не е црно не. и бело, туку е нешто со дали и љубов. Дали ме сакаш? Ете те 2-0 за Полина. Како можев ова Дали да ќе не му- ми текне, што најмногу сме ја пеела? Ете, Ете, гледаш? гледаш? Ајде да видиме 20 вака. ете, Тука гледаш. имаме само една. А нешто е ова раскинување како што чека, има се зезам. Со чека, не знам какви раскинувања си Не, имал не се ти, зезам. ама Ова е народно некој. народна. Народна ли? Скроз народна. Мајсторе, мајсторе. Браво! Еден! Мајсторе, душата ми ја. Изгоре. Е, така некако. Така ли беше, да? Браво, Звончето мајсторе. ќе го употребиме или е така? 2-1. Ајде, одиме понатаму. Пак Ајде. имаме народно нешто. Првата. Земја македонска, пошто коцкање и Тоа Македонија. второто да не. Првата. Имаме коцка, имаме пар и имаме нешто разделба. Да. Што може Македонска? коцката да асоцира? Коцката, пример, за што е символ? Се коцкаш со љубов, ама за Се која коцкаш со песна? љубов? Да, ама тоа е Хух, жена изведувач. Ајде, Полинче. Да, за Блиску имења си, сум на царица јазик. сум за имење. Како не би било не? Да, Ангела, добра е, ми се допаѓа. благодарам. Имаш од посебно после настапи. Ајде дека ти текне тебе. Ајде, Ама размислам. 2-2 ќе биде така, чекај не. Да. Тупси. Судбо моја. Деме коцката е Чекај, сега иде судбината. поен кај Може да тебе? ми текне, јас се извинувам, ама убава Судбо песна, моја, да. ти јас си Да. направила. Ете така. Ништо, Ангела. Ништо, Ти- винцето тука. Едно за тебе, за нас. Да. 2-1. Еден. А другата? Македонско девојче. Браво, 2-2. Не ни чекаше. Шаман да направам. Значи, Да. не ни чекаше. Ајде. Кој што е? Ова е Молење или бара нешто. Бара. Бара музика. да. Бара музика. Или? Дајте. Дајте. Браво, 3-2. Знаеш, ама... Знаеш, ама да, малце скромни сме и А ова 20. што би Магија. можело? Што би Тоа ќе можело да происти биде магија. втор? Магија? Или да. Или
Едниот Тоше Проевски, другиот од Јован Јованов. Да. Или Пајак. Од магија. Пајаковата верзија, да. Се на кој да ви дадам сега поен? Еве на Полина. Она беше побрзо. 3, Не ми попушти. 3-2. Така? 3-3. 3-3. Ајде, Морам 3-3. 3-3 да дадам, И морам. сега има уште едно за... Има уште колку сакате вие. Ајде, бидете побрзи сега. Пак народно. Ајде, Галовски, за тебе Чека ова. ова, кој емоджи ова? Ова е бело, ова е жена, ова е бакнеш. Та плава жена или Нема врска жената, бела е. Лаваци. Наше народно. наша народна? И се смеј. Билјана Платно белеше, Блиско пошто си? бело жена. А бакнежот зашто е? Повели, победите, колега. Бело ленче на пен. Бело лице љубав. 4-3. А другото што би ни означувало? Имаме море, имаме птици. Море, сокол. Пие. Браво! Вода. Колку сме? 5-3? А инаку тоа не беше сокол таму ореле. Тоа е се што може во емоджис да најдам. Повелете. Ако 100% коментирате, те те љубам. љубам. Браво! 6-4. Сега и за двајцата поени. И другото? Ајде, Полинче. Ајде, Што ајде. значи тоа? Па јас треба да ве прашам што Не, значи. мислам што значи ова, Кое? дали еден или број календарски први март. Може и 1 март да биде, ама тука си. Први календар дека нели видов и за тоа. Први на друг начин, значи како можеме? Значи не е прв, туку е како бројка Еден. 1. Добро. Еден ден. Браво! Да. 7-4. Не ми е толку тешка играта, Нели? гледате, јас баш Не, се ти ми потрудив. помагаш мене. Ете, Александар ми кажа дека тоа не ми беше сокол, тоа беше орел и сега можете да замислите дека дијамантот е бисер. Да. Бисер балкански. Така Па, е, нели? 8-4. И другото? Со карта која значува на Кенија. Така е. Заради мојата колешка тука. Немој сега географија да промовираме. Пак имаме тука некоја Тука нешто забрана. слична ситуација. Тука е тешко, пак народно, Евто Пупиновски. И тоа да ме убие. Ако не се лажам. Од ефто. Кој е мој Туѓа најпознат? си бескрајно. Така е, туѓа си бескрајно, Туѓа си затоа пак бескрајно. ја имаме и Така е, Демак. Треба глобусот правилника го фани да имаме идам. и завршуваме со еден наш поп артист и двете песни се негови. Поплава. Не ми прави нова бура ти. Ова на бура ми личи. Не е таа. Добро, сакаше да испромовираш нешто, не ти помина. Ама па... Ајде да ги изброиме. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Па ова наликува на човеков дека си прави самоубиство. Дека може да оди преку 7 нешта. Мориња. 7 мори, ама кој е и што, како песната не ми текна. Преку 7 мориња некој На ќе одел. Лозано? Ете точно. Така беше, така? Да, така. И А па- другата на Лозано исто која би била? Километри. Браво! Браво. Чим со количава? Да. Па јас баш се потрудив километри, нели, Не, должина супер и си. локација, многу ти Одлично. благодарам. Твој човек Браво, ако не те Ангел. пофали, кој ќе те пофали? Ангела, одлично бе. Ти благодарам многу. Браво, Полинче. Уште еднаш. Денеска си наш победник и Да. ти давам ваучер од Азелеа. Можеш да си купиш, да си нарачаш било какво парче облека. И ќе си нарачам. А за да не те праќаме тебе во казино, ќе го пратиме Може. Александар Доста да ми ја од предизвикаш среќата и во казино, вредносен Благодарам. ваучер од 100 евра. Гледаш Благодарам. што е тука наградата? Она е Ако победник, добијам ги ти трошиме добиваш сите 100 заедно у евра. кафана. Сакаш да се смееш? Договорено. Еве, тука и размена падна. Ви благодарам многу што не следевте. Одиме понатаму со следната рубрика. Откако заврши Жешката енигма, во која што јас мислам дека Ангела некако имаше повеќе настроена беше кон Полина да ги даде точните одговори, не знам како излезе, да пак Галовски си замине со 100 евра, Полина со 2000, а победник. Ама добро, тоа е. Ти Полина победи ти. Кај нас во државата ништо не е како што треба да биде, така да еве и со емисијата само си го докажавме Не би тоа. реклама, ајде добро. Нека биде конкретно за Не, ова. тоа беше за фијаското, за душевното нарушување, за загубата. Јао, Ето така. чекај, сега ќе ме збуниш. Не пи повеќе. Не пи повеќе, се шалам. Сега мислам дека е време за нашата Емче и во длабокото сем, па да видиме Емче што има да каже на нашите гости. Ајде Емче, повели. Ќе чекаме, ајде. Шак. За ова Македонија. Денес гледам убаво се забавувате со нашите гости.
Полина Да. и Галовски. Галовски или Александар. Yes. Но не мислете дека тоа до сега е најзабавниот дел. Затоа што најинтересниот попрво почнува. Допрва почнува, чекајте. Ајде. Александар, ти си диџеј, да? Да. Дали знаеш ова песна? Аце, Како не? Самата песна ми го вади бакшишот онака на нас. аце, што си убав, владокомед. Ајде пее. Не знам, ако јас запеам моментално, мислам дека ќе се намали гледаноста на емисијата. Еве Полина ќе има подобар вокал. Јас бакшиот ќе го префрлам. Excuse, видам. Јас мислам да почнеш, ти сакам да ти го чујам и твојот глас. Да, па не верувам дека пеам убаво. Моментално сум засипнат од настани. Добре, пониско. Аце. Окей, Ај, Полина. што си убав, ај, што си убав. Сладокомед. Аце. Ја суда под твојот бакнеш. Нежен и врел. Добро, супер. И Полина, немам песна, ама Добро. морам да ти кажам дека ти си многу прекрасна. Благодарам. И звучиш прекрасно. Така е. И ти си прекрасна и ми носиш позитивна енергија тука. Фала многу. И општо. Фала. Што? Дали сте ми добри, кажете ми, дали сте спремни за длабоки води? Звучи Или не? опасна игра, ама спремни сме. Спремни, Полина? спремни. Да. Да. Скроз. Ајде, почнеме со мојата рубрика во длабокото со М. Јас ви давам да си извлечете по 3 карти. Кој е најдобриот совет кој некогаш ти бил даден од некого? Од некого? Најдобро. Имам многу совети, нели? И ти си слушнала сигурно. Најдобриот се што ми текнува вака моментов, сам се раѓаш, сам умираш. Кој? Сам се раѓаш Сам се и раѓаш. сам умираш. А, Така да искористи го животот и направи се за себе да ти биде убаво. Тоа. Што ми текна сега прво. Така е. Супер. И тоа е многу правилно што го кажа сега, искрено. Да. Супер. Кој треба секогаш да плаќа Да плаќа. да плаќа сметка, мажот или жената? Не знам дали воопшто треба да се мери тоа. Може да плати еднаш мажот, една жената. Зависи кој ќе викне на кој ќе ја даде поканата. Ако јас тебе те поканам, јас ќе платам. Ако ти мене ме поканиш, ти плати. Супер. Ето така. Добро. Добро. Која песна те опишува како личност? Ева мојата последна песна. Светот ми е сцена, погледи ко стрела. Игра Јас малку. сум таа што ги тера Игра малку, Полина. Вечерва да полудат. Не, станува. Зело станам се. Да. Ајде. Светот Леле. ми е сцена, Аха. погледи ко стрела. Аха. Јас сум таа што ги тера сите вечерва да полудат. Ова беше како Ова беше ненамерно, колега. приватен контакт. Може да го простиваме ако сакате, не е проблем. Мене ми беше фантастично. Добро. Браво, Полина. Како се чувствуваш, сакам само да те прашам вака од Па позадина. вака во длабоки води многу жешко. Ептен од длабокото. Обично, нели во длабокото поладно, е, ама добро, кај тебе ти вжештила. Топли некои води. Топли струења. Добро, Така браво. со мојата песна, ева, ќе го затвориме прашањето. За сцената, фактички. Да. Да. Фала многу за твојот искрен одговори. Благодарам. И сега време за диџеј. Ајде ме диџејот што одбрал. Нешто по плиткото.
Добро. Кога сфати дека Дедо Мраз не постои? Јас се уште немам сфатено, јас се уште верувам дека постои Дедо Мраз. Искрен одговор. Искрен одговор. Супер. Добро. А најчесто Дедо Мраз сме сите самите на себе, На себе. веројатно. Не, постои стварно. Да. Пусте. И јас си верувам во Дедо Мраз, така е. Пишувате желби секоја година? Да. И си ги кажувам гласно, си ги повторувам. И јас. И ти ги запишуваш, сериозно? Да. Да, имам онаква ноутс. Си пишувам цели на 1 јануари претежно и гледам да ми се исполнат до крајот на годината. Јас мислев дека сум единствена што пишува желби или цели или како Убаво и да да се се. запишат, да, и да се прочитат. Да. Добар Добро прашање. Да. Ајде. Ајде. Ако треба да избераш од твоето место на живење, во која држва, би се пресли? Доколку би сакал да избегаш од твоето место на живење, каде би се преселил? Токио, Јапонија, без размислување. Моето омилено место на Во планетава Јапонија ќе оди Емча. Токио. Токио? Да. Зошто Токио? Па не знам, се чувствувам како да ми е втор дом, самата енергија од луѓето таму, одам веќе неколку години поред во Токио и се пронаоѓам таму. Да. Кога имам онака баш душевен немир, мислам дека единственото место кое може да ме рестартира и врати тоа што сум јас во центар е Токио. Да. Токио и тука во Македонија, каде многу забавува? Голема разликата е, Каде има многу забава? Многу ја ценам нашава сцена и од кај потекнувам и доаѓам и никогаш нем кажано лош збор за нашава сцена, затоа што целата поддршка од самите почетоци на кариера ја се добивам од дома и не можеш да ја споредиш никако на дворешната сцена со домашната. Ние сме тука посебна приказна и пак ќе ми остане мило тука, од каде што потекнувам, така да Македонија. И Емче ни е така за Македонија, затоа се Да. дојде. Ете. Убаво е тука им. Убаво тука? Да. Многу. Ама вика во Кенија имало повеќе забава отколку во Македонија, досадно и било. Да, не ви треба дити. Пејачка нешто. Имаме се Емче тука, така да се што ти треба. Епа. Ајде. Сигурно тука убаво. Најброј 3 омилени места за баклување. И Ајде, Длабокото диџеј. влезе. плажа, дома на гледање цртан филм и нормално паркинг. Пакинг! Во пакинг! Кој не бил тинејџер На испраќање сакам. на испраќање? Ке се видиме утре или после. Па нема како дете, нели омилено место ти е. Тоа било. А зошто за цртани филмови јас тука се збунив сега, како? Добра шега е тоа. Добро, јас гледаш малку, бев порано плава, па затоа изгледа не ја сватив. Како и да е. Сега ја пуштив козата, па почна мали антени да растат и добро. Нема веза. Океј, Емче, Фала продолжи се. многу за искрено одговори. И сега има подарок од Ажико Ком Центар. Повелете, Полина. Ова за тебе. Благодарам. Готвиш ли? Да. Ете, таму имаш блендерче. Супер. Ова за Фала ти. Одлично. Од Кенија? Не од Кења, Ажико Ком Центар. Аджико. Излаза коса е Да. добро. Врска. Епа, Ивана може да продолжи со нашите гости. Благодарам, Емче, за твојата позитивна енергија Фала и што вака многу. малку ни ги размрда гостите да си одговорат искрено на прашањата кои што беа поставени од твоја страна. Фала многу. И може со еден аплауз да ја испратиме Емче. Секако Емче пак да дојдеш. Пак да дојдеш да ни донесеш нашата позитивна енергија. Мислам дека одлично се забавувавме буквално со двете наши рубрики и Ангела и Емче си беа на ниво на нивната задача. Тука јас секако сакам да ги поздравам и нашите пријатели од Flex Broker кои што порачуваат на сите вас да си го осигурате вашиот дом за 0 денари, а сите детали за се што ова јас сега кажав може да ги погледнете на нивната веб страна www.flexbroker.mk. Исто така тука сакам да ги поздравам и Mobitech, тоа е најдобрата мобилара во Македонија
компанија која што има буквално се од мобилна галантерија, најнови телефони, може да ги најдете во аеродроми влаа, се што останува на вас е секако да ги посетите. А сега одиме уште со неколку прашања. Сега сакам да кажам и оно што ви е битно на вас. Ке почнам прво од Галоски. Предстојната турнеа сега во Токио е за некое време, на која што си особено горд, предпоставувам, заради тоа што ете на таа сцена, како што ми имаше и сам кажано, настапувале многу познати личности како што се Jay-Z, Beyoncé, The Weeknd и Justin Bieber. Колку си горд на сето тоа? Настапувам неколку години поред во истата дискотека, ноќен клуб во Токио. Пречекан сум како да сум буквално дома. Имам огромна соработка со агенцијата која стои позади самиот ноќен клуб и дефинитивно сум посебно горд што идам да настапувам таму на изден кога ми излегува новиот сингл. Новиот сингл излегува истиот ден кога ми е настапот во Токио, излегува за издавачката куќа на Димитри Вегас и Like Mike, кои се домаќини на Tomorrowland, еден од најголемите фестивали за електронска музика во светот. Ова е тоа што веројатно преска што ти го кажав, многу малку луѓе знаат кој сум јас, на ова мислев, не на тоа дали те познаваат. Полина, ти сама кажа дека ќе излегува твојот нов спот за песната сцена. Ти кажав дека имаше феноменален изглед, настап, вокал, тоа неспорно е. Кога излегува, кога ќе можат гледачите да ја слушнат и дали нешто друго ќе вадиш покрај? Ајде, ќе вадам, ајде, ќе биде. Тоа беше скромно, Ќе биде, искрено. понатака. Да, нормално дека сакам да имам многу мои песни, што во иднина секако ми е во план да направам видео записи за истите и да бидам поактивна од тоа што бев претходнава година. Да извадам и албум понатака. Токму спотот на песната сцена што ја пеев на Макфест излезе денеска, така што можат гледачите да ја проследат на YouTube каналот на 77 Entertainment. Тука сега сакам малку да одиме со поопуштени прашања, односно да ве прашам за тоа што сте млади, за тоа што сте убави. Ајде кажи ми, Галоски, со тебе ќе почнам, за тоа што не си единствено машко. Кажи ми, што те привлекува кај жена? Скромност, не знам, секогаш било тоа скромност и некоја она нежност посебно што имаат скромните луѓе, зрачат со таква енергија. Која жена според тебе е скромна жена? Пенелопе Круз. Многу скромен. Кога се запознав? Многу скромен Пред човек. 2 или 2 недели. Вистина. Беше зизање, да. Добро, ќе ми одговориш нешто друго или ќе си остана на тоа? Пенелопе Круз. Скромна жена, да. Мислам дека и јас зрачам таква енергија и веројатно фреквенциите сами ми препознаваат кој е скромен околу мене. И така со Пенелопе се најдов. Да, и Да, така да, се да, најдовме да. со Пенелопе и спаднавме дека сме на... А не сте годишна разлика малку поголема? Тука сме некаде, да, Па заедно добро, ствари бевме, само да. модерни парови со овие. Така е. Полина, тебе што те привлекува кај машко? Не привлекува, што знам, нели сите ќе речат, нели првично изгледот, како што и многу често, нели треба да не привлече изгледот. Да, една од првите работи, ама кај мене случај втора работа, затоа што не знам, харизма, говор на тело, снаудливост, талент. Не Зашто знам, да има од сепак. талент? Да Чекај, има чекај, талент чекај. за нешто. Зашто? За музика? Едноставно сакам успешни мажи. Амбициозни. Не мора да е само за музика, зашто и да. Добро. А Борбеност. Ете, заљубени ли сте? јас не. 24/7 од 91 навак. Од 91-а, ти од кога си се родил, значи си заљубен константно. Да, ама тоа е најчестиот одговор и знаеш зашто го кажуваат? Одбрамбен механизам, да кажеш. Нормално дека да. Добро, значи Галоски не го барајте, запатене. Така да, би простили ли некогаш неверство? Не, Има ли љубов после неверство? не. Дефинитивно не. Сте излажали ли вие? Не. Имаме завршено врски предходно, и не верувам дека тоа не врз. Имам предходни врски, сме завршиле на многу спокоен и мирен начин. Здраво, чао. Се гледаме во следниот живот. Се гледаме во следниот живот, вау. Па, Да. Така некој најчовечки сме Значи се ти подале. така изневеруваш, здраво, чао, се гледаме следниот живот, чак си заминуваш со друга Мислев девојка. најдобро намерно. Сме си подале рака, као не ја бива работата, едноставно нема енергија помеѓу двајцата. Со среќа на тебе.
Добро. Можеби во следниот живот ќе успее на тоа мисли. Според тебе, Полина, што е смислата на животот? Затоа што кажа Прииска една многу убава реченица, сам се раѓаш, сам умираш, треба да го живееме животот. Треба да го живееме како, не знам, секој ден да ни е последен, во смисла што да си направиме собствено задоволство да имаме пред себе, за најблиските околу нас, да се почитуваме, да се сакаме сите заедно. Смислата на животот е да си правиш да ти биде убаво, дали тоа ќе биде поврзано приватно или нели со кариера. И едноставно да уживаме во животот со, како што сега нели сите викаме, со помал со стресови. Колку што може. Ако може. Да, а Галаски, ти имаш кажано дека, кога веќе го спомена уживањето, имаш кажано дека кај македонската публика не знае добро да се забавува, односно не игра премногу, не дека не ужива, туку затоа што се срами од тоа што ќе каже другиот. Еве, јас ти кажувам дека не е така. Јас, пример, можам да си поменам убаво, ама стојам затоа што не знам како се игра. Ај покажи ме, научи ме како се игра на твоја музика. Вака се, ако бев во школа за диџеј, нас ни учеа да го мериш битот, нели? И како удира тактот на секој бит, како на одиме напред-назад. Левата нога секогаш напред, за да имаш нели пристап, пошто слушалките секогаш се од лева страна. Ама чекај, за тоа е за диџеј, јас не сум диџеј. Од тоа за друго публика, играње, па веројатно треба некое добро орце да се заигра. И тоа е тоа, само да застанам и да вртам со рака и крај. Дефинитивно. Добро. Па добро, треба да пробаме на следниот настап. А како ужива Полина на кабаре изведбите? Дали може нешто на гледачите да му демонстрираме, да му покажеме? Ќе ти пуштаме и музика ако сакаш. Одлична изведба, мислам дека и како се забавувавме буквално со се оваа емисија, и со гласовни способности, и со танчарски способности, и што така и Галовски се покажа со своите способности, ни кажа како е да бидеш диџеј, значи лева нога напред, десна нога назад и одиш. Десната секогаш тапка позади. Тапка позади и тука имаш нешто, вртиш. Да. Ќе го изведеме тоа. Може, ние ќе бидеме, значи позади миксетата, добро, позади сцената. Позади сцената да ги гледаме луѓето. Да, на сцената исто така и да. Па види вака со ваков ден ти сега што го покажа ова, па ја не знам никако може поразлично да биде. Не, одиме. Пред да одјавиме емисијата, сакам да ми кажете тоа што ви е вас битно, тоа што сакате вие да го кажете на гледачите, па потоа може да завршиме со уште една песна. И тоа е тоа, ајде Галовски. Значи март ми е одлично исполнет со настапи на страна, настапувам на 14 во Банкок, 15 настапувам во Патаја. По настапите во Тајланд летам за Токио, настапувам таму, каде што држам и предавање од една недела во школа за електронска музика и диџејство. Разменуваме искуства со диџеите во Токио, се враќам назад, спремам ново издание, па потоа летам за Барселона и имам настап таму. Може, јас тотално се согласувам, ете, секаде плюс уште 4 места резервирај за каде и да одиш. Кажи ми само, тие часовите што ги предаваш во Токио, кај нас во Македонија тоа го нема? Не, немам налетано на такви збирки. Пробувам во текот на летото да споделам искуства за млади диџеи кои сакаат да научат повеќе за диџејството и целата таа продукција како да креираш сопствена музика електронска. Треба само амбиции да се има нели интерес да се научи. Јас имам јавно објавено на моите социјални мрежи дека секаде во градовите каде што настапувам, било кој млад диџеј кој има интерес и сака да научи или сака да сподели било какво демо и да споделиме искуство, сум отворен секогаш бесплатно и би го поддржал во почетоците затоа што знам како е кога ќе има желба за нешто, а не знаеш како. Не знаеш како. Браво. Секоја чест за тоа. Полинче, ние каде ќе одиме, освен со Галовски? Јас утре летам за Лас Вегас, таму настапувам.
Директно Мала во шега, каваре. мала шега, да. Дај Боже да се случи. Дај Боже да се случи така. Не е далеко од реалноста. Не е далеко. Добро. Ќе се случи меѓутоа. Кажи ми со која песна ќе ги поздравиме гледачите за крај. Јас тука сакам да ја одјавам емисијата, да ви посакам да имате убава вечер. Секако за нашиот изглед да кажам дека се погрижи ателје Сонја и Марија и одиме со песна од Полина и со тоа ја завршуваме ова наша денешна дружба. Уживајте, Македонија. И овај сан од теби не говори многу. Оно што носиш у себе и е Бог зна шта. Дај ми мало снаге да издржи. Пред него побесним, пред него заврештим. Ти си тај што лудуе. Сите заедно можеме? Ти си тај што нема сам, мала остае да будеш еднако добар као што сам јас. Да будеш еднако добар као што сам јас. Ова не можам да се издишам, многу ми е тесно. Одиме во кафана, многу често одиме во кафана. Чекаш. Себе кои парфондовите. Прашањето. Како не одиме во кафана? Браво, Полина, мислам дека може да нас здравиме сега. Ја не можам се пократко да се облечам исто. Оди стани. Може. Како ми мавна клиза Тоа месиш ли е вака од тетово сме Сега ќе дошле ти тука? кажам, ја. Не спремни.